Продолжуваме на други теми. Уште еден предизвик кој што ќе ни биде тема во наредните денови со колегата Мартин Николовски за тоа како Меѓународната фондација за изборни системи или ИФЕС се подготвува за изборниот процес. Мартин, дали сте подготвени? Ве слушаме со внимание. Добро утро, Јована. Токму така, не само во наредните денови, туку и во наредните месеци, тоа ќе ни биде една од најактуелните теми, подготовката на локалните избори во Република Македонија, што ќе се одржат на 19 октомври, а за тоа какви се предизвиците, подготовките и мерките за обезбедување на фер и инклузивен изборен процес, утре во екипата на Македонија наутро се наоѓа во Меѓународната фондација за изборни системи или ИФЕС, и тука ќе разговараме со господја Фердита Хаджијахја и Мери, која е виша програмска менаџерка и советничка за социјална инклузија. Господја Фердита, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и добро ве најдов. Колку предстојните локални избори во Македонија во октомври се важни за демократскиот развој и локалната самоуправа во државата? Локални избори, а воопшто изборите како една форма на непосредна и директна применета демократија секогаш се важни, а посебно локалните избори, со оглед на тоа дека станува збор за избори кои што ќе определат кој ќе управува со ресурсите на локално ниво, каков начин ќе се спроведуваат услугите, колку тие ќе бидат квалитетни и колку истите ќе бидат инклузивни. Какви се предизвиците во подготовката на изборите, кои мерки се преземаат за обезбедување на фер, транспарентен и инклузивен изборен процес? Предизвиците се мошне високи со оглед на тоа дека локалните избори се најкомплексни избори кои воопшто кај нас постојат. Имаме преседателски, имаме парламентарни избори. За гледателите кои можеби не до толку ги пратат изборите, локалните избори значи да се организираат 81 парламентарни избори. Така можеме најпластично да илустрираме, бидејќи тоа е многу комплексна операција и доста чинители се вклучени во целиот овој процес. Така да една од предизвиците е добра координација и добра соработка на чинителите, почнувајќи од Државна изборна комисија, која е главен носител и стожер на управување и менаџирање со изборните процеси, а понатаму и со институции и комисии како што е Државна изборна комисија, политичките партии сами по себе и разни и секако граѓанските организации кои што најмногу се вклучуваат во форма на наблюдувачи. Како ИФЕС работи на зголемување на учеството, особено на маргинализираните лица, вклучително и жени, млади, но и лица со попречености во изборниот процес? Ја би сакала да кажам дека ова година ИФЕС стварно ќе се вклучи со една мощна иновативна активност во партнерство со невладини организации. Имаме избрано 10 невладини организации кои изразија желба и подготвеност да мониторираат потенцијална злоупотреба на државните ресурси на локално ниво. Збориме за административни ресурси на локално ниво. Тоа најмногу се случува во случај кога имаме локални функционери, избрани представници на политички партии кои ги употребуваат возилата, канцелариите, човечките ресурси за поддршка на одредена политичка опција, тоест нивна политичка опција. Тоа е нешто што законот е доста уредено и е забрането, има доста добра законска регулатива по однос на тоа, но примената на истата може да се унапреди и сега со невладини организации ќе наблюдуваме таква потенцијална злоупотреба со тоа што ќе опфатиме 26 општини широм Северна Македонија. Така да, на тој начин ИФЕС овој пат ќе има еден обид да видиме дали и во кој обем, доколку се случува таа злоупотреба, ќе излеземе со прелиминарни извештаи одма после првиот круг на избори и понатаму ќе излеземе со еден сеопфатен извештај по однос на наодите во февруари 2026 година.
Господја Фердита, вие сте меѓународна фондација за изборни системи. Каква е улогата на меѓународните партнери и организации во поддршката на самиот изборен процес во Македонија? Поддршката е доста, да речеме, независна у смисла на нашите институции, тела и органи. Може да речеме дека се доста напредни у смисла на техничката поддршка која што би можела да дојде од меѓународни организации. Тоа што може би е улога на ИФЕС и другите невладени организации меѓународни е да се даде поддршка во нешто што е новина, во нешто што треба дополнителна експертиза и во нешто што сакаат меѓународни институции да го тестират и развиват понатаму, бидејќи и избори, како и секои други процеси, се модернизираат и се надополнуваат. Мора да признам тука дека Државна изборна комисија е доста напредна у смисла на дигитализација на внатрешните процеси. Тука ИФЕС во рамките на својата програма, која што е поддржана од швајцарска влада, преку амбасадата присутна тука, даде поддршка веќе од 2019 година. ИФЕС како таква нема своји средства, него учествува и со средствата преку донации, така да дел од програмата која што ИФЕС ја спроведува, исто така покрај швајцарската поддршка е поддржана и од владата на Обединетото кралство преку амбасадата на Обединетото кралство тука во Македонија. Значи, ИФЕС, но и други меѓународни организации во Македонија поддржуваат области во кои што треба дополнително знаење, кое што не е уште развиено во Македонија, но би се развило, дополнителна експертиза, која што е глобална и би се донела тука, и други такви некои поддршка кои би биле за иновативни и нови процеси. Поддршки во обуки, но и во технологија за институциите што ги спроведуваат изборите. Господја Фердита, за крај на нашиот разговор, по завршувањето на изборите, кои се клучните чекори за анализа, оценка и унапредување на изборните практики во иднина? По принцип, ние секогаш се осврнуваме на оно што е спроведено и сакаме да видиме кои се научените лекции за да истите ги применеме во наредниот циклус. Тука е битно да се укаже дека посебен осврт ќе се даде на новини кои што ги спомнав претходно со активности во партнерство со невладени организации, но исто така и новини кои се однесуваат на поинтензивно вклучување на маргинализирани групи, во овој случај лица со попреченост, во донесување на одлуки и давање на нивната поддршка внатре во активности на политичка партија. Тоа е една друга новина за која што може да се осврнеме покасно или откако ќе ги видиме научените лекции, но во принцип тоа е. Исто така мора да го спомниме и ОССЕ ОДИР репортот кој што на крај излегува и кој што ги дава препораките, кои што ИФЕС исто така ги почитува и врз основа на истите ја гради активности кои би биле за следната година и следен изборен циклус. А македонската телевизија останува и понатаму да ги следи вашите активностите што ќе ги реализираат граѓанските организации широм државата, но и се разбира ќе ги очекуваме вашите прелиминарни извештаи што ги најавивте во ноември и во месец февруари наредната година. Господја Фердита, ви благодарам за гостувањето ова утро во Македонија на утро. Благодарам многу и посебна благодарност за целиот тим на македонската телевизија, бидејќи секогаш на нашето барање биле отворени на соработка и во пренесување на искуствата во смисла на подобро информирање на граѓаните. Ви благодарам. Јована, разговаравме со господја Фердита Хаџијахја Имери, виша програмска менаџерка и советничка за социјална инклузија во Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС во Скопје. Благодарам, Мартин.